повтор пат. Здраво, здраво. Вие сте на каналот на Снежа Мрежа. На Снежа Мрежа приказни. Овој канал, како и сите други луѓе што прават канали, не сите, ама многу поголемиот број, што сум слушала на видеа, прават видеа со цел да исполнат некоја своја празнина, да пополнат некое свое време кој што им било вишок. Не знаеле што друго да прават со себе, им било здодевно, па сакале малку, нели, да таа креативност да ја испуштат некаде и така натака. Така и јас сите овие видеа на Снежа Мрежа каналот ги правам за мој кеф, што се вика. За мој кеф, пошто во суштина не морам да ги правам, ама ги правам за да остане сеќавање на ситуации кои што се случиле и кои што еден ден јас или моево дете или било кој друг ќе може во живо да ги разгледа и да рече: "И чекај, што се дешава овдека? Ке мене така ми се случува или ке мене не се случува така." Со еден збор, верувам барем во некој мал дел дека сите овие видеа што ги правам имаат благ едукативен карактер. Дека на тој начин помагаат и на мене и на другите луѓе подобро да изреагираме можеби во некоја ситуација во животот, подобро да се снајдеме за нешто што ни се случува, некој проблем или нека убава работа, да ја споделиме и слично. И затоа го правам и во ова видео моментално, без ќе кажам нели зошто го правам, инаку се занимавам со изработка на кутии. Не работам во некоја државна администрација или државна фирма или не работам. Ајде сега да не набројувам, имате идеја што сакам да кажам, нели? Работам од дома. Можеби и тоа беше причината поради која што се случи ова што се случи. Правам кутии, кутиите може да ги видите на видеата. И се надевам дека ќе допринесам да малку така да се размуабетиме, што се вика. Низ коментари, поинаку не може во случај. Што се случи? Нели, зашто го снимам видео? Почна Христијан дојде во школа, 1 септември снимив и видео, пресрекна, нели, правам видео, се радувам, кажувам колку е се прекрасно, имаме нова наставничка, имаме зошто да се трудиме, зошто да стануваме толку рано, имаме ново оделение, другарчиња. Со многу од нив Христијан се поврза, си оформи некој свој, нели, другарски, некој свој другарство, со едното девојче овде во комши си играше после часови. Тоа другото детенце го викаше на гости и така натаму. Иако тоа не беше баш нешто баш, не беа баш по шетање и слично, ама сакам да кажам, Христијан многу се радуваше. Пред едно, колку во средата, значи пред едно 5 дена, откако гром од ведро небо, ни кажува наставничкава дека ќе има нова паралелка. Наводно биле многу деца, биле по 30 деца во оделение, не можеле да се справат со сите тие деца, дрн, што за мене беше огромен шок. Огромен шок. И нормално, си молев Господ да не се паднам во новото оделение, бидејќи од една страна ни се допадна наставничката Даниела како личност. Оделението си беше прекрасно. И така, се надевав дека нема да биде во новото оделение. Држ не дај, кога ќе ги дадат списоците со имињата од новата паралелка, кога, како, што. Испадна за денеска, за Цабајле, понеделник. И така, си го прочитав името на своето дете на списокот во новата паралелка. И до сега плачев.
си пуштав некои срцепарателни песни. Немам на кого да се пожалам. Мојот впечаток е дека сепак имало селекција и од страна на наставничката, дека не е случајно така. Демек тие 7 деца да бидат изнесени, не. И искрено го доживеав ова се лично. Затоа што го читам списокот на деца и знам кои родители беа. Имам впечаток дека не одбрала така. Дека не одбрала нас, што сме, можеби не сме оставили на неа силен впечаток или во таа смисла. Ме разбирате што сакам да кажам. Во смисла дека ете, можеби некои ми се виделе деца со послаб квалитет или со понизок капацитет и така во таа смисла ги ставила во новото одделение. Буквално како збркани. И толку ми е тешко. Премногу ми е тешко. Да сакаш да се радуваш за нешто, да речеш еве, конечно за ова се радувам и е баш прекрасно што е тоа така. И ќе се случи ваква ситуација и ќе сватиш дека не знаеш што треба следно да правиш. Сакаш да бидеш човек, знаеш, сакаш да бидеш назбеан, да бидеш културен, да речеш супер. Еве прекрасна ситуација. Јас имав многу лошо искуство со школото. Многу лошо искуство. Ми одеше тешко. Немав помош од никаде, од никого. Не можев никого да го прашам за помош, за било што. И некако со текот на годините, нели, во овој момент добив, кога почнав христијан во школа, добив впечаток дека ете, сега имам сепак искуство за себе, мислам дека знам како ќе се справувам со се во школото. Еве што се случува. Го ставаат во паралелка која што не ми остави впечаток дека е јака паралелка. Ако баш треба да зборам искрено. Искрено кажам. Скршена сум од болка. Бескрено сум тажна. Љута не сум. Можеби ако очекував повеќе од... Не знам, можеби сум и љута, не знам. И... Може некој ќе ми се смее, ама буквално многу јасно зашто се луѓето толку гневни на оваа држава и зашто толку рапидно си заминуваат и зашто бесконечно си заминуваат. Едноставно не можеш да го спречиш тој процес. Секој ден гледаш некој ново лице што се заминува. Дали младо или старо, без разлика. И не е ни чудо што се заминуваат. За жал, тоа имам само да го кажам. Ако има некоја мајка која што го гледа ова, која што има зборови на, не знам, на утеха или на нешто да сподели или било како, ако сака, уствари. Ако останал уште некоја личност која што не се откажала од све. Не знам, дрндорам веќе. Тоа. Нека остане ова видео посеќавање на овој одвратен ден, кој што едвајка чекам да помине. Чао, се гледаме во некој следно видео.